И продолжуваме понатака со последниот час од утринската програма на вашиот јавен сервис. Со 25 до 30 ноември во Франција, во францускиот град Монтарже, се одржа 75-тото издание на најпрестижниот светски надпревар за хармоника, кој обединува повеќе од 60 држави и е врвна референтна точка за секој хармоникаш во светот. Оваа година за прв пат имавме наш учесник и веднаш светски шампион. Станува збор за професор доктор Јове Кекеновски, човек со редок спој на универзитетска мудрост и музичка виртуозност. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за оваа прекрасна најава и добро утро на сите наши гледачи. Професоре, кажавте, така и ќе го почнам малку понеформално интервјуто, си правите работи кои што ве прават среќен. Велите се вратив на нешто кое што ме прави среќен. Да, навистина сум среќен бидејќи не знам, тука најверојатно има и субјективни и објективни причини. Објективните во смисла дека бев на одредени позиции во времето кога го достигнав зенитот во делот на љубовта со мојата хармоника. Дојдов до одредени позиции каде што беше навистина неспоиво да истовремено јас активно продолжав да се занимавам, меѓутоа субјективната слабост е што јас воопшто прекинав со занимавање со држење со хармониката. И за жал тоа тој прекин траеше долги 27 години се до корона кризата. И еве корона кризата кој донесе многу негативности кај голем број луѓе, кај мене донесе одредени позитивности. Бидејќи се вратив на хармониката и од тогаш можам да кажам дека нема ден а да не повешбам неколку часа, тоа е во просек некаде од 3 до 4 часа секојдневно. И тоа работење, тоа вложување, тој труд, повторно враќање, бидејќи имам чувство дека сум јас почетник кога почнав после 20 години, како да почнав од почеток. Меѓутоа работата си ги носи своите резултати, направив после толку години нови композиции, ги снимев тие нови композиции. И по некоја случајност дојдов во контакт повторно со луѓе кои што се на светско ниво се занимаваат со музиката и кога ме слушнаа како свират, вели, чекај, па зошто ти не се надпревараш? Јас велам, одамна сум завршил со моите надпревари, бидејќи јас од 80 до 86 година бев 3 пати втор во Југославија, 3 пати трет на врвното надпреварување во тогашна Југославија, прва хармоника на Југославија. И овие луѓе кога го слушнаа сето тоа, кога видоа како свирам, велат, не, вика, ти мораш да дојдеш и да се надпреваруваш таму. И тоа беше така една иницијална каписла која што ме упати некако уште подлабоко да навлезам во мојата хармоника. И како резултат се пријавив на тој меѓународно, на тој отворен конкурс. И на почеток тоа беше онлайн надпревар, каде што јас чисто онака го снимив сето тоа, го испратив, имав едно музичко интервју со нив директно, каде што тие ги жири комисијата онлайн ги преслуша и неочекувано ми соопштија дека сум прво место. И сега работата беше ни напред ни назад, дали да се појавам со физичко присуство, нели? Па го сторив и тој чекор, така да од 25 до 30 бев во Монтарже, каде што имаше голем број надпреварувачи и се случи тоа што се случи. Ето така го имаме и го видоа и нашите гледачи. Да, еве го и пехарот, еве и дипломата тука, еве. Првото, значи првото место за онлайн, првото место повторно во офлайн конкуренција. Значи двете први места ги собрав во двете конкуренции. Да, во мојата категорија. Професоре, новинарите вашиот репертоар го попишуваат како исклучително технички сложен и емоционално богат. Па следствено на тоа прашањето како го одбиравте? Имаше ли некоја композиција која што и покрај искуството ви беше најголем предизвик? Да, имаше големи предизвици, навистина ние не само македонска, бидејќи јас свирам не само македонска, туку свирам и светска музика. И во тоа многу ми помогнаа моите колеги, моите другари, слободно можам да кажам колеги од оваа страна. Професорот Кирил Стојчевски, кој што од Битола, кој што е врвен хармоникаш и аранжер,
професор по хармоника кој што ги направи аранжманите, ги едноставно ги адаптираше на мојот начин на свирење, посебно оние две македонски песни кои што предизвика воодушевување кај публиката. Со маки сум се родил и Сербес Донка, една компилација од моите снимени композиции, и она што аранжмански го направи Кирил Стојчевски. Исто така, тука навистина многу ми помогна и маестро Горан Алачки, кој што ми беше главна логистичка поддршка во Франција, кој што на некој начин најголемиот придонес ми го даде во делот на советувањето како да се релаксирам. Можеби некој ќе се насмее на овие години, јас толку имам настапи, меѓутоа настапи во политичкиот дел, настапи во мојата професорска работа, меѓутоа јавен настап на вистина толку години, 33-34 години сум немал со хармониката, сем еден летово, и така да ја чувствував таа трема, и верувајте да не беше Лачки со неговите зборови, со неговото бодрење во вежбалната каде што вежбаме, можеби и немаше да го постигнам овој успех. Исто така во екипата многу ми помогна и тон снимателот кој што ја забележа, односно со својата камера ги забележа сите случувања, така да деновие ќе имаме ние една репортажа, тоа ќе ја понудиме по сите телевизии да видат како тоа се одвивало целокупниот тој процес, и новинарката Сонја Дојчиновска, која што направи сериозна интервју со врвните имиња во делот на светската класичната џез музика, кои што беа и вариете музиката, кои што беа таму присутни на самиот натпревар. Сигурно ви значеше целата таа заедничка енергија на тимот кој што го споменавте. Па знаете, сама ако бев навистина не верувам дека ќе го постигне во овој успех на овие години, меѓутоа таа компактност, таа енергија која што ја имавме сите заеднички, впрочем, ние бевме најбројната група, можеме најмалата држава, меѓутоа најбројната група, најкомпактни, и каде што едноставно си дававме кураж, односно сите ми даваа мене кураж и ми помогнаа да се представам во ова светло, на највисоко ниво, можно ниво. Така, на 63 години демонстрировавте виртуозност, која што го одушеви журито и публиката. Како го одржувате ова ниво на техника, издржливост, ова ниво на енергија која што го имате? Очигледно дека жалот со кој што зборувате за надпреварот. Очигледно дека енергијата е вродено нешто чувство, меѓутоа од друга страна и енергијата морате да ја надградувате од една страна, од друга страна постојаното вежбање, постојаното дружење со хармониката ви дава секој ден прогрес. Вие не можете да почувствувате, да речеме, прогрес за 10-15 дена, меѓутоа кога се работи на подолго време, се гледа самиот прогрес во работата. Пример, јас за овој надпревар се подготвувам уште од пред месец мај. Значи, цели 6 месеци, вклучувајќи го и онлайн надпреварот, пошто и за него морав да вежбам, и кога помина се до тоа морав со уште зголемено темпо, со поголем број на часови да го вежбам, и моите другари честопати се чудеа како тоа постигнуваш да одиш и на работа, да одиш на предавање, пишуваш колумни, ги пишуваш своите книги. Меѓутоа, верувајте, ако се сака има време за се, посебно што јас кога ќе завршам со она моја научна и со она моја педагошка работа, ова ми е вистински релакс, и каде што го наоѓам својот одмор и ги полнам своите батерии за нови, да речеме, успеси и на другиве две поли. Како беше точното име на светската асоциација, како беше конфедерација? Таа е светска асоциација на акордеонисти, за жал Република Македонија не е членка, но дали после вашата победа има шанси да биде членка? Тоа сакав да прашам. Сигурно дека ќе има. Од разговорите со директорот, јас добив впечаток дека тој навистина сака да има представник од Република Македонија. И ќе работиме на тоа, бидејќи сметам дека младите, ние имаме навистина сериозни акордеонисти, сериозни хармоникаши од оваа помлада категорија, кои што исто така можат да конкурираат на врвно ниво, да освојат врвни награди и достојно да представуваат нашата држава. И оттаму ја сите мои сили, впрочем и тоа е позадината на моето действување, да некако промовирам македонската музика и го отворам патот. Јас мислам дека
постојано имам таа улога некако да го отварам патот, бидејќи на времето во Сокобања бев еден од првите кои што се пријавија на тој надпревар. Сега па дојдов до позиција да бидам член на жири комисија на тој голем фестивал во Сокобања. Од друга страна исто така овде сметам дека ќе го направам сето тоа и до година не само што ќе имаме представник, туку ќе се обидеме да имаме повторно победник во една од многуте категории кои што ги има. Кога сме веќе тука, сакам да напоменам дека овде учествува во овој финален дел околу 150 во каталогот кој што тие го објавуваат, во кој што се ставени сите надпреварувачи со композициите со кои што настапуваат. Избројав некаде околу 150 кандидати, од кои што само 10 се оркестри, а другите 140 се поединци во сите тие 16 или 17 категории, не ме држите точно за збор, и каде што едноставно укажува дека најдобрите акордеонисти и дека ова е најпрестижниот фестивал на кој што се појавуваат најдобрите акордеонисти од државите во кои ја представуваат својата држава, бидејќи други држави имаат избори на национално ниво. Ние не сме членка на таа федерација, немаме такви избори, меѓутоа се надевам дека до година ќе го направиме и тоа. А зошто не сме членка до сега? Па не ги знам јас навистина причините, не ги знам. Мислам дека сме биле понато, а во меѓувреме се случиле можеби. Но добро е да членуваме, најверојатно за сите вас кои што па јас и не знам кој бил член, да ви кажам најискрено, кој бил член, кој бил представник, делегат во таа светска федерација. Така. Меѓутоа ќе ги отпочнеме преговорите. Јас ќе се обидам да ги соберам сите структури во нашата држава кои што се занимаваат нели со професионално со музика и кои што можат достојно да не представуваат таму како делегати и како членови, идни членови на жири комисијата на овој престижен фестивал. Професоре, за крај ќе ви искористам и како професор и како уметник, музичар од друга страна, една ваша порака до младите музичари во Македонија, до младите студенти во Македонија кои денес сонуваат, ако се музичари, да настапуваат на вакви светски сцени, но сакам и на младите студенти што не гледаат сега, сакам да им се обратите како професор кој што нели едноставно и својата втора љубов не ја ставил никогаш на страна и еве сега со хармониката. За жал краток период. Иако е голем, велам 27 години и добро е што конечно благодарение на академик Камбовски кој што кога да ме видеше, јове се враќали хармониката, што чека со хармониката, зошто не се враќали? Тој беше еден од главните мотиватори кој што ме предизвика да се вратам, меѓутоа од друга страна таа љубов сигурно дека била потисната во одреден период додека не ги достигнам нивоата за кои што сметам дека се на високо задоволително ниво во овој сегмент во делот на науката. За жал во политиката сум некако на страна, меѓутоа сметам дека моите ставови држат, имаат тежина и прашање на време кога доаѓаат до израз. Можеби од денешен аспект тие се исправни, меѓутоа верувајте наидував на многу отпори. Меѓутоа не е битно. Што е битно во да одговорам на вашето прашање? Да едноставно се вложат труд, едноставно да работат, да не се осврнуваат на многуте коментари, зли коментари кои што можеби ќе ги добијат или навреди кои што ги добијат. Бидејќи само трудот мора да прашање на време кога ќе излезе на површина. Секој вложен труд носи резултати. Прашање на време кога тие резултати ќе дојдат. Еве, ако јас сум еден од примерите, ќе ме радува да има многу повеќе такви примери во нашата држава и да нашата младина оди се повеќе не само во полето на музиката, туку во сите сфери на нашето општествено живење. Благодарам за оваа убава порака и овој убав крај за разговорот, професоре. Честа беше наша што дојдовте ова да го споделите со гледачите на јавниот сервис како еден убав успех не само лично за вас, туку и кога зборуваме и за нашата земја и за македонската музика. Поканата и да се надеваме дека и до година овде ќе дојдеме со некој нов друг победник, бидејќи јас своето го реализирам, го направи свое. Ви благодарам уште еднаш. И благодарам и вам. Во продолжение ќе поуживаме токму со вас со еден од вашите настапи.
Thank you.